Во време кога технологијата не поврзува за миг, а изборите се бескрајни, со само едно скролање на екран, љубовта, најважната човечка врска, изгледа како да е ставена на пауза. Денешните бракови траат пократко од кога било, а се повеќе луѓе, особено младите, свесно избираат самечки живот или алтернативни форми на партнерство. Што се случи со љубовта? Дали времето ја промени нејзината суштина, или ние луѓето сме тие што ги изгубивме вредностите, кога некогаш биле светост? Поглед во минатото. Што беше поинаку? Постарите генерации често знаат да кажат: порано луѓето се сакаа вистински, денес само се користат. Пред неколку децении бракот беше доживотна институција. Разводите беа ретки, а љубовта, иако не секогаш страствена, се градела врз доверба, почит и одговорност. Партнерите се бореле заедно во животот, ги делеле сите тежини и радости и повеќе се фокусирале на ние отколку јас. Денес нештата изгледаат поинаку. Дигиталната ера донесе нови можности, но и нови предизвици. Партнерите се среќаваат преку апликации, врските често започнуваат онлайн, а прекинуваат со едно seen или unfollow. Трпението е кратко, компромисот реткост. Многумина денес имаат страф од обврзување, страф од разочарување, па дури и страф да бидат вистински видени. Зошто се повеќе луѓе се сами? Психолозите укажуваат на неколку клучни причини. Пораснати очекувања. Денес партнерот треба да биде и љубовник, и најдобар пријател, и финансиски стабилен, и емотивно достапен. Страф од неуспех. Поради зголемениот број на разводи, луѓето се воздржуваат од врски со сериозни намери. Фокус на личниот развој, кариера, слобода, патувања и самостојност. Многумина не сакаат да се врзат и да изгубат личната контрола. Трауми од детството или претходни врски. Кај некои сликата за љубовта е повредена од самите темели. Почита како исчезната вредност. Оно што најчесто недостасува во денешните односи, според многу експерти, е взаимната почит. Во времето кога јас е поважен од ние, се потешко се гради стабилен однос. Иако времето се смени и вредностите се измешаа, љубовта не е исчезната. Таа само бара нов јазик, нова зрелост и подготвеност да се живее во несовршенство. Може би љубовта денес не е иста како во времето на нашите баби и дедовци, но и понатаму има една иста желба – да се биде сакан, прифатен и разбран. Одлучивме одговорот на овие прашања да го побараме помеѓу граѓаните. Еве што ни раскажаа тие. Што мислите, зошто денес се повеќе луѓе се сами, не се осудуваат да влезат во брак или во брачна заедница, туку остануваат сами или често менуваат партнери? Ова е доста тешко прашање. Мислам дека од женска гледна точка, дека машките партнери веројатно премногу се навикнати да живеат во оној домашен свет со мама и тата. И не се осмелуваат веројатно да влезат во партнерски односи со жената, па затоа и жените доаѓа преку глава, да. А од машка гледна точка не можам да ти кажам, бидејќи сметам дека не се за ништо право. Што мислите за денешниве бракови, за оние што стапуваат сега во брак и брзо се распаѓаат тие бракови? Што мислите зошто е тоа така? Само ради тоа. Зашто мажите, нели нормално брак стапуваш од љубов, повеќето. Се раѓаат деца и кога се раѓаат деца сосема се менува животот, значи не е исто како порано кога се само ти и он. Премногу обврски, а тие обврски повеќето паѓаат на грбот на жената и само ради тоа. А што мислите за љубовта порано, во времето на вашите родители, да речеме, или денес? Љубовта е иста, само што во денешно време веројатно жените се малце посвесни за тоа дека нели и они имаат живот и треба се делат обврските и треба се делат обврските за децата, домашните обврски, бидејќи жената работи, не седи дома како порано.
А верувам дека порано на жената многу потешко било, бидејќи потешко да бидеш домакинка и мајка и жена од него сега, нели, ние одиме на работа и сме мајки и жени. Меѓутоа сега имаме поголемо право на глас, па не трпиме више како порано што трпеле нашите. Кажете ми зошто денеска се повеќе луѓе се одлучуваат да бидат сами отколку да бидат со брачен партнер или па да бидат во некоја заедница? Да ви кажам искрено, ние сме веќе во години и од таа генерација немало такви чести појави. Сега почесто сакаат сами да бидат. Што е причината, не знам, вајда се осекаат самостални, независни, не можам да објаснам, ама Зошто мислите дека денешните бракови, новопечените парови траат многу кратко отколку порано како што било? па или малце се познавале предходно. Затоа што се самостојни. Самостојно. Не се работи и мажот и жената. Вие знаете колку години имаме? Ние сме 65 години во брак, а по 88 години јас имам. 88 години. Она 87. И последното прашање би било за љубовта денеска и порано. Што се изменило? Има љубов и денеска, нормално, таа е неизбежна меѓу младите. Меѓутоа, пак ќе речам, има околности кои ги тераат да се разделат љубомора или неможност да се супростави на некои тешкоти и така. Кажете ми зошто сметате дека денес се повеќе луѓе се сами, односно не стапуваат во брачна заедница, немаат своји партнери? Господине, точно немаме никаков со жени проблеми имаме, немаме каде, неуспомни и тука беше проблеме со жените. После толку години не сум со неја на брак, се остававме толку години, само сум ја взел ќерка ми, се има добро премест и јас со мајка немам ништо. И тука сум завршил све со неја. Сега сум моментално по улици, таму, нема кај ти идам, знаеш како е, ромаштија тешка е. Идам таму, молам луѓите, те ме помагат, те ме помагат, никој не ме помага. Зошто мислите и дали мислите дека денешните бракови, односно сега што се земат овие младиве, траат многу пократко неголи порано? Порано требаше, ама сега не може да правиме ништо. Ние сакаме, ама нема го каде. Тешко е, ние знаеме што е тешко љубов, ама што може да те стореме, кажи. Значи не може. А што мислите за љубовта порано и сега? Има ли измени? Немам. Ише немам тој. Ја имам љубов од тој Господ, ама не тој што мислам ја. Току е. Крајна призиода бил со мене. Сега тука сме, таму. Имамше една девојка, многу се сакавме. Ама е фамилија, знаеш како е. Она богата, ја ромаштија. Богат и ромаштија не може еден те биде. Никогаш. Кој татко ќе се ја дава својата ќерка за ромаштијата? Никој. Ја му кажав, случајно, за љубовта нема граница. Те знаеш овој како? Ако не сум ромаштија, ама душата ми е богата. Еден ден, кога ќе дојде времето, ќерка ти сам ќе ме бара. А нема, кажем, шанса со тебе да видам. Добро. И добро кажам, нема проблем. Еве вашата ќерка, полете, земи ја. И кога додо време, идам во свадба, на негова свадба. Кога гледам со друг се мажала. Ичко, треба кажам, ракма, тешко ми е. Знаеш колку тешко ти е гледаш твојата првата љубов.
Немав што да правам, сам себе се трегав. И тако е, кажам, оние се богати, ромашки, богатите не Ме интересира да ми кажеш зошто мислиш дека денеска, дали мислиш воопшто дека денеска се повеќе луѓе стануваат сами, осамени, немаат партнери, не се во брачни води? Искрено тоа не можам да го коментирам, нели заради тоа што јас имам љубов. Стварно ме збуни. Не знам да ви кажам мислење за таа работа, не знам, можеби пребрзо е времето, работите се движат брзо, нели? Така има некоја динамика која што е побрза од, не знам, ни го забрза животот, едноставно нема може време да се завртиме и да погледнеме околу себе, можда тоа е, да. Дали тоа значи кога се однесува на тазе браковите, бидејќи најчесто се распаѓаат и се разведуваат луѓето? Повторно, јас сум нели не би знам. Дали тука динамиката игра улога? Најверојатно. Мислам дека е само оној момент да успориме малце, да погледнеме околу себе и да видиме кои се висинските вредности во животот и малце повеќе да свртиме према тоа, него према другите случувања. Тоа е моето мислење. Кога сме кај вистинските вредности, љубовта порано, на вашите родители, љубовта денес? На моите родители љубовта можеби било поедноставна, можеби помале очекувања. И има дефинитивно некоја слика која што се гледа во посплотеност на фамилијата и така малце. Дефинитивно вредностите биле по различни. И така, тоа можеби сега е пак оној капитализам несторидив што го гледаме, нели? Оној многу, знаеш како, ние сме навикнати сега, бар помладите генерации, да имаме голем избор. И мислам дека тоа е еден дел од таа наметка која што уствари е лага заправо, според мене, дека она вистинското нема да го најдеме во продавница никако, ниту па тој избор е толку голем како што мислиме. Така да, можеби потрагата самиот тој момент на избор е потрагата константна што мислиме дека секогаш ќе има подобро и подобро, а уствари треба малку да застанеме и да видиме повторно што е пред себе и да бидеме поскромни.